Ова ни е втора шанса да поправиме она што не чинеше од првата емисија. Ко, например, ми рекоа сите, Ивана на диета. Добре, на диета сум. А си викам, што ќе држам диета, подобре, земи воздух и вака цела емисија. Мислам дека ќе можам да ја истерам. Сега нели модерно да јадеш салати, да си на здрава исхрана. Пред некој ден баш седиме друштво, некоја млада госпогица да ни е. Дојде седна со нас на маса и ми вика, маци, ослабев само од јадење морска храна. Лудница! Риба се направив, 10 кила симнав. Гледам, викам, важи, и ја би ослабела од морска храна, ама не оче ќе јадам морска храна, него после петиот ден ќе немам пари за било што да си купам да јадам. Како да ви кажам. И си викам, ајде Ивана, почни да јадеш салати, малце да ослабиме, дека после петата минута заморно ти станува веќе да го собираш стомакот. Салати. Луѓе, почнав да се чувствувам како зајак едно време. Плюс се нема трезнето, од јас сум од оние, креот е салата без ракија да ја изедеш. И така се фрливме на здрава исхрана. Држам диета. Од пред некој време почнав да трчам на кеј. Ако се сретнеме таму, таа сум. Се спремам да излегувам да трчам на кеј, мајка ми вади кифлиња. Одрена, онакви топли мириса, да ги чувствуваш онака до врата. Викам, мама ќе трчам на кеј. Земи Ивана дека се топли се убави. Зема Ивана кифлиња, отида на кеј да трча со кифли. Никој тоа не го направил до сега. Трчам 2 метри, мора не беше 2 метри да метри, нема врска. Еден билдер да ми е некој склекови тако, си вадам од тошничано, кифле. Так, си јадеш, ме гледаш, некам, шо ме гледаш бе? Засила ми се да издржам со трчањево. Ти не си слушам дека гладна вечка оро не игра? Ја па ништо не правам кога сум гладна. И така, обично кога цел ден јадам салати, тоа значи дека се враќам дома, легнуваш да спиеш и 2 сат, так, отварање очите. Идеш у кујна, отвараш фрижидер, јадеш, си легнуваш, сабајле мајка ми, злато на мајка, абе ти текнало фрижидера да го ичистиш генералка да направиш, мајка, не викам, мамо, на диета сум. И така. Друг момент што ми се случи е на диета, нели, викам мајка, мамо, на диета сум. Руска салата, дај кифлиња. Пред некој ден, петок беше, претходната недела. Доаѓам дома, гравче. Ивана, седни да јадеш. Не, мамо, на диета сум. Утре дента, викенд, скара, кебапчиња. Мамо, абе дај чинија, нели на диета си? Не, баш ка викенда. Да жива и здрава мајка ми. Нема врска, ќе сте погледам, гледам, си кам, ако, нека има, малку задушмани. Ако имам проблем со дечко ми, сега често ми вика, Злато, собери тоа стомакот, собери, ќе почне да ми честитаат. Токму оваа фотографија што гледате во моментот е муабетот као, трудна си, машко или женско, што е? Хамбургер. Останувате овде, дали сте на диета или не знам, меѓутоа важното е дека голем стомак може да биде дека си дебела, може дека биде и дека не си користела кондоми. Затоа е муабетот. Ова што го гледате точно овде под мене, ви помага да немате голем стомак, ако ви ќе се храните со салати. Имаме и посебни пакувања. Пример, ако си студент, да речеме од 17-18 години, ќе ти даеме пакетче од кондоми, еден за петок, еден за сабота. За оние што се вработени, па не знам, живеат сами, имаат услови, ќе им дадеме пакетче од 4 кондоми. 2 во петок, 2 во сабота. За оние што се во брак, им даваме пакетче на кондоми 12 парчиња. 1 јануари, 1 февруари, 1 март, 1 април, 1 мај и се така до крајот на годината. Време е за тотално опуштање. Спремете си кафенце, дигнете си комшиката на кафе и ако сте од Кавадарци, обично знаете како е Кавадарци, ај стај ракија доека да бидне кафето. Од кафе ви нудиме 5 во 1. Јас велам дека мажите треба да се како кафето. Јако, силно, богато, да ве држи будни цела ноќ и штом ќе го вкусиш да знаеш дека тоа е тоа. Не, 5 во 1. Правам муавет за кафе. Оти ако правам муавет за мажи, овие 5 е само добро да не се познаваат меѓу себе. Сварете кафенце, започнуваме. Сега ќе учиме прва помош кај вино. Го земате шишето вино, ја вадите тапата за да може да дише. Го оставате така. Ако видите дека не покажува знаци на живот, преминувате уста на уста. Денеска сум спасила така цело шише. Го видов заробено вино во шишето, си викам да го спасам. И на нашата гостинка ќе ја дадеме вино да го спаси, да го извади од шише и започнуваме на шанк.